По точно една година од земјотресот кој лани на 9 јануари ја погоди Битола, надлежната општинска комисија за проценка на штетите по претходна стручна обука веќе ја заврши својата работа. А и Советот на општината на последната седница пред самиот крај на минатата година даде зелено светло за изготвениот елаборат со кој 2800 граѓани побаруваат обештетување и тој веќе е испратен до владата. Според првичните очекувања, обештетувањето треба да започне најрано во мај, но конечната одлука зависи од владата, вели градоначалникот на Битола Тони Коњановски. Во моментов сега, одлуката за усвојување на елаборатот со прилог документацијата е испратена до надлежната комисија во владата на Република Македонија. Во моментот, се чека постапување од страна на надлежните комисии при владата, кои треба да донесат одлука во врска со исплатата, начинот на исплатата, повратно да известат општината, пошто ќе можеме да извршиме исплата за направените штети. Кога и како тоа ќе се случи, навистина не знам да ви одговорам. Ланскиот земјотрес не предизвика штети само на индивидуални куќи, туку и на неколку значајни културно-историски објекти. Штети имаше и во болницата, како и во неколку детски градинки, но тие се веќе санирани. Повеќе имаше штети во делот од пограничните села кои граничат со Република Грција и таму навистина по стари објекти, дури и цркви, историски споменици имаше оштетување и сето тоа комисија во состав од инженери во општина Битола, која подреден распоред во делот своето работно време и навистина тоа беше макотрпна работа да се поминат сите тие ви навестив околу 2800 пријави баш. Инаку, според законот, надлежната комисија при владата има рок од 4 месеци за да се произнесе по веќе доставениот елаборат околу исплатата на штетите. Ланскиот земјотрес се случи на 9 јануари во 22 часот и 43 минути. Беше со јачина од 5,8 степени според Рихтеровата скала, лоциран на македонско-грчката граница, поточно со епицентар во Леринско, и предизвика голема паника и кај битолчани кои ноќта ја поминаа надвор од своите домови. Серија посилни потреси имаше и во наредните неколку дена.